Денеска од Струмица председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски најави можност за предвремени парламентарни избори. Тој изјави дека по очекуваната победа на неговата партија на локалните избори можни се две варијанти на дејствување. Очекувам по локалните избори да влеземе во еден циклус на засилен инвестициски бран и логично е да се предизвикаат предвремени парламентарни избори за да се обезбеди нов 4-годишен мандат. Ако тоа го гледаме како политичка одлука би се согласил, но ако го гледаме од државна логика, тогаш поинаку размислуваме. Ние сакаме да ја ставиме државата пред се и интересот на стопанствениците, за да имате предвидлива иднина. Да знаете што можете да очекувате, па дури потоа се обидуваме да го ставиме тој наш политички интерес. Но ќе видиме. Прво да се случат работите, па потоа ќе носиме одлуки, рече Мицкоски. Македонските патишта пречесто се сведоци на тешки сообраќајни несреќи во кои има човечки жртви. За жал и оваа недела ситуацијата не е подобра. Вчера на експресниот пат Штип-Кочани загина едно лице, а 4 завршија во болница. Завчера на магистралниот пат Кичево-Охрид на селото Попоец исто така загина едно лице. Сето ова алармира и повикува на поголема будност кај учесниците во сообраќајот. Од МВР велат дека се постојано на терен. Само во периодот од првите 5 дена од овој месец на патиштата низ Македонија напишале вкупно 2267 казни. Дури 514 прекршоци се однесуваат на возачи кои не ја почитувале пропишаната брзина на движење. Биле дури и лишени од слобода за безобзирно управување на возило 22 лица, од кои 18 за возење под дејство на алкохол, 4 за возење со брзина поголема од дозволената во населено место. Полицијата треба да продолжи во вакво темпо, можеби и да го засили присуството на улиците и казнувањето, но секако и возачите треба да се однесуваат поодговорно, оти премногу има жртви на македонските патишта. Кумановскиот доктор Зекирија Шаини, во кој вчера беше пукано во центарот на Куманово, е во стабилна состојба. 4 прострелни рани во пределот на левата рака и десното колено не се животозагрозувачки, информира од Министерството за здравство. Се уште се трага по вооружениот напаѓач кој прошол до автомобилот во движење на нападнатиот и испукал повеќе куршуми. Истражните органи продолжуваат со активности за идентификација на напаѓачите и целосно расветлување на мотивите за овој вооружен напад. Од обвинителството велат првичните индиции не упатуваат на политички мотиви, но сите околности се проверуваат. Нападнатиот е носител на советничката листа на ДУИ за општина Липково за престојните локални избори. Неговата партија го повика членството на смиреност и побара МВР да го најде сторителот. Две сопственички на старски домови добија кривични пријави од МВР под сомнение за нехуман, суров, деградирачки, нечовечки и понижувачки третман на стари лица, за кои нивните семејства плакеле услуга за вонсемејно домување. Двете приватни установи во периодот од 2022 година до денес не ја вршеле дејноста во рамки на издадените дозволи, односно сместувале корисници над дозволениот капацитет, неуредно ја воделе пропишаната евиденција за корисници на социјална услуга, не поседувале досие со стручна документација за сите корисници, не воделе евиденции за одржување на личната хигиена на корисниците, немале вработено соодветен број стручни кадри во смена, а имале вработено лица без соодветна документација за вработување, соопшти од МВР. Дури за згрижените не им биле обезбедени 4-дневни оброци со соодветна спецификација за дистрибуираните оброци, како што налагале правилата. Кампањата за локалните избори од денеска влегува во вториот дел, а ќе заврши следниот петок на полноќ. ВМРО-ДПМН и Левица денеска ќе се представуваат во скопските општини, додека СДСМ централниот митинг ќе го има во Прилеп. Вреди и ДУИ и денес ја продолжија борбата особено за скопската општина Чаир, а помалите партии и независните кандидати на средби со граѓани ја представија својата визија за подобри општини. Прва скопска телевизија и денеска во изборната хроника ги следи средбите на кандидатите за градоначалници за Скопје и за скопските општини.
А во просторот предвиден за интервју со кандидатите, денес ке го проследите разговорот со Стефчо Јакимовски, кандидат за градоначалник на Карпош од Гром. Пронајдени проблематични кујни каде се прави храна за деца во градинките и училиштата. Инспекцијските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство во септември спровеле инспекцијски контроли во кујните на 23 училишта и во 91 градинка на територијата на цела држава. За утврдените недоследности издадени се 9 решенија со наредби за нивно отстранување. Во 2 градинки хигиената не била задоволителна во кујните, а една градинка немала спроведено задолжителен здравствен преглед на вработениот персонал во кујните. Парични казни изречени се за 3 градинки и поради несоодветно чување уништени се 24 килограми храна. Од спроведените контроли во училиштата, незадоволителни услови констатирани се само во една училишна кујна. Милорад Додиќ изјави дека Европската Унија повеќе нема капацитет да се занимава со Балканот, тврдејќи дека се што досега направила било погрешно. Тој предложи Русија и САД да формираат заедничка комисија за регионот предводена од Унгарија, која ќе се фокусира на решавање на проблемите во регионот. Според него, западните земји не ја разбираат специфичната ситуација во регионот и затоа нивните интервенции се неуспешни. Додик истакна дека неодамна разговарал за ова со рускиот претседател Владимир Путин во Сочи. Компаниите во Србија кои произведуваат цемент, железо, челик, алуминиум, вештачко ѓубриво, но и електрична енергија, класифицирани како големи загадувачи, ќе плаќаат данок на загадување од 1 јануари наредната година. Предвидена е наплата на надомест од 4 евра по тон јаглерод, а со плаќањето на националниот данок, локалните компании треба да бидат ослободени од плаќање на скапиот европски данок, кој изнесува 90 евра по тон, кој исто така стапува на сила на 1 јануари 2026 година. Министерството за финансии наведува дека целта на воведувањето на овој данок е да се охрабрат компаниите да инвестираат повеќе во обновливи извори на енергија, зелена градба и декарбонизација. Вооружените сили на Србија и Унгарија одржаа заедничка воена вежба наречена Соседи 25. Како што соопштуваат од Белград, целта е зголемување на нивото на соработка меѓу армиите на двете земји и размена на борбени искуства. За време на повеќедневната вежба, војниците заедно ги вежбаат дејствата на единиците во тактички операции, вклучително и употребата на современи борбени возила, комуникацијски системи и опрема за собирање и обработка на разузнавачки информации. Ова е 10-та заедничка вежба наречена Соседи што ја спроведуваат вооружените сили на Србија и Унгарија. Францускиот претседател Емануел Макрон размислува за распуштање на Националното собрание и распишување предвремени парламентарни избори, можеби веќе на 16 и 23 ноември, објави Франс 24. Во меѓувреме, во оваа држава економската ситуација се влошува, растот за 2025 година е проектиран на само 0,8%, а кризата може дополнително да го намали за 0,5% поени. Се погласни се барањата од опозицијата, но и од дел од јавноста и претседателот Макрон да си поднесе оставка, бидејќи неговата политика не носи добро за Франција. Додека траат преговорите за мир во појасот Газа, објавена е бројката на речиси 63.000 палестинци загинати досега во конфликтот меѓу Хамас и Израел. Појасот Газа е речиси целосно разрушен, а стотици илјади луѓе се раселени. На маса на преговарачите е мировниот план на американскиот претседател Доналд Трамп, кој предвидува создавање меѓународна преодна управа во Газа, под раководство на поранешниот британски премиер Тони Блер. Управата би траела од 3 до 5 години со цел постепен пренос на власта на реформирана палестинска власт. Индија започна преговори со Русија за купување на 5 дополнителни системи за противвоздушна одбрана С-400 во вредност од околу 5 милиарди долари. Според тамошните медиуми, 3 системи ќе бидат директно купени, а преостанатите 2 би можеле да се произведуваат во Индија преку трансфер на технологија. Се очекува договорот да биде финализиран до крајот на годината, за кога е најавена посетата на рускиот претседател Владимир Путин на Индија.
Во САД избувна хаос поради недостиг на контролори на воздушниот сообраќај, предизвикувајќи бројни доцнења на летовите, при што во еден ден биле одложени повеќе од 2500 летови. Причината за кризата е делумна суспензија на работата на федералната власт и фактот што многу контролори работат без плата. Повеќе од 13.000 контролори и 50.000 службеници продолжуваат да работат и покрај тоа што не примаат плата. Во Индија дел од рид се струшил врз автобус, при што најмалку 18 лица загинале, а повеќе останале заробени под одронот. Во автобусот имало околу 35 патници. Постои загриженост дека бројот на жртвите ќе се зголеми. Спасувачките екипи на терен со багери ги расчистуваат одроните и ги вадат патниците. Индиската влада на семејствата на загинатите ќе им исплати сума од околу $2500, а на повредените по $500. Околу 500 лица го обкружиле автомобилот на еквадорскиот председател Даниел Нобоа во провинцијата Канар. Напаѓачите фрлале камења кон возилото, а се забележани оштетување од истрели. Председателот не бил повреден при нападот. Полицијата уапсила 5 лица по инцидентот и ги обвинила за обид за атентат. Во Еквадор веќе 2 недели се протестира поради укинувањето на субвенциите за нафтата, а демонстрациите ги организира Конфедерацијата на автохтони народи, која за нападот соопшти дека војската прва ги нападнала демонстрантите.